Добро вечер, Хара. Добро вечер, Мија. Како сте? Одлично. Ти благодарам што си наш гостин вечерва во Хитмејкер. Како се чувствуваш во нашата атмосфера музичка? Па, со оглед на тоа што сум бил и претходно овде и сум се чувствувал прекрасно, исто така се чувствувам прекрасно и ми е мило што сум дел од една емисија и од едно ново движење, нова енергија, бидејќи секогаш сум бил поборник да се негува ова наша македонска музика и мило ми е што постоите и што сум еве на некој начин дел од сето ова. Ти благодариме за цел придонес, творештво и секако поддршка. Драго ми е што ќе говориме за интересни теми денеска. Пред се би сакала да те прашам како ти почна таа љубов која ја негуваш кон блуз музиката? Па, кон блуз музиката или воопшто кон музиката, како мал бев опседнат со кунг-фу во најраното детство. Сериозно, тоа ми беше прва љубов, читав книги, Брус Ли ми беше идол, некако ми беше поим за праведност, секогаш, не знам, вродено ми е тоа, неправда ме иритирала од секогаш, не сум поднесувал и некако ми се канализира во кунг-фу и почнав сериозно да тренирам. Се до моментот кога го слушнав уствари Џими Хендрикс и тогаш нешто ми се спои негде на мои 13-14 години во главата и едноставно кажав, па, јас сакам ова да бидам. И, знаеш, она дете, јас не размислував и не знаев што тоа значи точно, меѓутоа се поистоветив со таа енергија бунтовно што ја носеше порака и едноставно се влюби во музиката. Значи, кон блуз музиката љубовта не се роди директно почнувајќи од блуз артистите. Еве Џими Хендрикс го спомнав. Потоа слушав други рок музичари и кога ги читав, голтав се, знаеш, кога ќе стигнев до интервју нивно, кои се нивни идоли, од каде они учеле, така и почнав да ги откривам тие стари блуз артисти, за да во еден момент онака почнам ги наредив коцките и почнав да препознавам кој во блуз музиката. Самиот блуз има поджанрови, на еден начин го свирале тие од југот, на друг начин тие од северот. И друго интересно е, често гитаристите слушаат блуз бидејќи е многу атрактивен за свирење гитара. Значи, технички, да, некако се поврзува со свирење гитара. Например, јас многу, што е чудно, кога учев као дете, AC/DC ги обожувам до ден денес, значи блуз научив од Ангус Јанг. За неупатените ќе биде чудно, он свири блуз. Блуз свири гитаристот на Боб Марли. Од него многу, слушајќи го Боб Марли, симнува фрази, знаеш. Така се роди љубовта кон блуз музиката. И јас лично не сакам до толку етикета, бидејќи кога почнав со музика, јас сум дете на новиот бран. Јас почнав со тој постпанк, со Клеш, со Полис. И едноставно, ако себе треба да се опишам, иако нели ме поврзуваат со блузот најчесто, ако го слушнеш моето творештво, е многу разноврсно. Едноставно, во сите жанрови наоѓам убава музика, почнувајќи од класиката па понатаму. Заедно имаме песна Боса Нова. И е прекрасна, со твоите прекрасни вокали. Да, направивме многу убава песна. Да, така што има огромна разновидност во вашата музика. Апсолутно ниту еден музичар не треба да се етикетира, но вие имате ваш блуз животен сопатник и многу често ве сврстуваме заедно со Игор Џамбазов, па би сакала да ве прашам како се запознавте, како дојдете до оваа блуз приказна? Него успеав да го оттргнам од канџите на естрадата барем за кратко. После време за плачење и Макфест кај што се појави црвено саковце, нели? И постоеше голема опасност да загази у такви води. Едноставно не знам, со Игор ме покани да бидам искрен, не се познававме лично многу. Фактички ме ангажираше. На неговата прва касета му свирам на 2 песни, меѓу кои има една прекрасна, се вика Тие. И во тоа време се снимаше кај Роберт Саздов во Чаир. И отидов едноставно, он ме знаеше од Банкрот Блуз Бенд. Да, Банкрот. Некако исповрзани ни се
животните патишта. Во тоа време постоеше едно кафуле рандеву, култно, и Игор, слушајќи на нас, мене, Пепи Ренџов и Гиш, ние свиревме во Париз и исто култно кафе во градски трговски центар, му предложил на собственикот Зоки да не ангажира. Му се допаднало многу и така почна дружбата. Откако му свирев на првата касета, тогаш касета беше последниот збор на техниката, нели, како медиум. Известно време после тоа не комунициравме и не знам како повторно се сретнавме и во една дружба кај него дома, музицирајќи спонтано, ја напишавме песната "Да си жив и здрав". Таа песна е направена буквално во едно попладне. Моја е музиката, негов е текстот и Џамбазо вика и по ова: "Ако е вака лесно, па ние можеме до 101 да тераме." Ова е цитат. И еве тераме до ден денес. Дали заедно, дали моја музика, дали негова, едноставно се испреплете сето тоа заедно со бендот, морам да ги споменам, изворедни музичари. И еве трае авантурата, уште ни е забавно, уште ни е убаво, уживаме во секој концерт. И тој ме нарече фактички гуру, демек јас почнав да го подучувам на блуз, да му посочувам артисти, да ги слуша, инаку не дека Игор не е наслушан рок-н-рол музика, Парпал и сето тоа е човек ерудита со многу познавање на добра музика. Апсолутно од музичко семејство, е Да. музичко Да, и да, да, театарско. да. Неког и постојано дури ден денес ме изненадува со факти и со такви има силна меморија и навистина знае многу работи и е интересен како пријател и соговорник. Секогаш има нешто да чуеш интересно, ексклузивно, бидејќи он го живеел тоа од малечок, а мене по природа ме интересираат барем сите урбани скопски, македонски легенди, рок-н-рол, Батко Мики Џафер, например, кој ќе го начекам често пати, го терам да раскажува во тоа време за сите тие легендарни гитаристи кои едноставно сакам да знам, знаеш, кое ми е потеклото. Секојаш велам, не сме ние тиква без рачка. Имало пред нас луѓе кои граделе и јас сакам утре, дај Боже, тие после мене, ете, бар по нешто и мене малку да ме паметат, барем едно камче во мозаикот да ставам во таа наша урбана музика. Ќе ве паметат. Дефинитивно. Покрај музиката, вие сте сепак и родител. Како е да се биде музичар и родител и некако меѓу тие два света да се коегзистира, да се иде на турнеи, да се работи, како изгледа еден ваш ден? Сега морам да бидам искрен, вакво прашање никој да се не ми поставил. И пошто не знам поинаку освен искрено, ќе ти одговорам голема благодарност до мојата сопруга, што ги поминуваше сите тие години растејќи го детето додека јас се ашкав кузне каде и си живеев рок-н-рол, 100 на саат. Сега се обидувам да го надоместам тоа време со мојот 29 годишен син, правиме тимбилдинг, замачкуваме некои работи што не сме. Претпоставам како секое семејство, убаво е да се биде родител. Иако морам да кажам, толку бев занесен, јас сум човек што не знае половично да ги преработите, поготово музиката. Кога е музика упрашање, може ми да не јадам и да не пијам вода, знаеш. Апсолутно. Ама мило ми е што ме праша и и него му е мило кој ќе му кажат за демек харе, ме препознаваат, им се допаѓа музиката, онака. Баш ми е драго, убаво е таа динамика да се има и јас имам чест така да екзистирам во овој живот. Убаво е да се има родител што е артист и не е секогаш лесно, но од другата страна можам да ви кажам дека е многу, дека е огромен благослов. Па јас конкретно те знам и тебе и Пере, нели соработувавме заедно тројцата и ми беше мило онака кога те открив толку млада, толку креативна и сето тоа односот што си го имаш со него. Не навлегувам во интимниот татко керка, меѓутоа тој професионален како музичари, мислам тоа е многу убаво. Да, тоа е. Мојот син не е музичар, се занимава со ова модернава IT технологија, меѓутоа има убаво чувство за музика, слуша добра музика. Нема бегање од гените. И понекогаш ми пее по некој рефрен и му викам, и од кај знаеш? Те слушам понекад бехаре. Ме зеза и така. Прекрасно. Кога сме веќе кај слушање, што следно може од вас да слушнеме, освен концертот кој сега ви следи? Не во летниот период обично се свири
снимањата се повеќе на есен и на зима. Последно нешто што направивме заедно со видео мајсторот Александар Истевски Принц беше една песна која направивме за СОС Детско село. Песна од која сум презадоволен и музички Честитки како пред тоа. излезе, ти благодарам, и видеото како излезе, презадоволен сум од одзивот на колегите кои без збор прифатија да го направиме. Имавме две вечери прекрасно дружење, поготово кога снимавме видеото, и мислам дека сето тоа се гледа. Нема шминкање, нема дотерување, сакавме да биде сирово и да отслика вистинската енергија и емоција, и го направивме стварно од срце. Имам песни како и секогаш, знаеш, во джеп, некој до вамо, некој до тамо. Искрено не знам што би правил, имам желба да соработувам со некој пејач, и меѓутоа не ми е искристализирано. Комплетно сум посветен летово да ги изработиме концертите што подобро можеме, уживам во тоа и се надевам дека од есен ќе почнеме повторно со снимање за нешто ново. Прекрасно, Харе. Ви благодарам за прекрасниот разговор. Се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин кога ќе имате нешто ново или онака само на прекрасен разговор. Во секое време со големо задоволство.